Во вторникот на мостот Гоце Делчев пристигнаа 2 од 4 лава што се тука да не штитат од непријателите. Доволно се големи за да ги исплашат и Грчиштана, и оние лоши нечишковци во ЕУ, и оние од НАТО, а и прилично ефтини се, барем во однос на логата која ја вршат. Двата лава чинат 1.150.000 евра. Колку од овие пари се слеале на сметката на авторот, никој не кажува. Не знам ни тоа, жена ме ги води тие работи. Знам како ти е, брат. И кај мене жена ми се грижи за парите. Напорно работа, ама појма неам колку ми стигнува на сметка. Ми ја зеде картишката, ми го зеде пинот, ми забрани да одам в банка. Таа ги зема парите, таа ги троши. Понекогаш ќе се смилува и ќе ми даде по некој денар. Потполно те разбирам. Посебно кога со денови не ми дава ништо за јадење. Ми ја зема и колата и како што немам пари ни за автобус, орам пешки да идам до А1 за да ја водам емисијава. Што? Не ми е жена? Како бе не ми е жена? Па кој е тогаш она што ми се врти по дома? Та ми рече дека била бремена и дека носела моje дете и дека сме се венчали, дури сум бил јас пијан и затоа не сум се сеќавал на венчавката. А кога ќе подразмислам, и по 10 месеци се уште ме убедува дека сликите од свадбата ги изело кучето, па затоа не можам да ги видам. Оф, мери мајко. Па окей, почитувани гледачи, дај да се вратиме ние на емисијата. Мислам дека со информацијата за парите располага Јовица Ацковски, портпарол на општина Центар. Во моментов не располагам со таа информација, значи... Аха, добро, окей, нема проблем. Впрочем, затоа сме ние новинарите тука, нели? Со нашето истрачувачко новинарство можеме се да откриеме. Всушност, моментално на терен е нашата екипа која ќе се обиде да го добие одговорот на ова прашање. На линк во живо од центарот на градот го имаме Јофе кој што ги има деталите. Јофе, добро вечер, повели со извештајот, само што морам да забележам дека моментално ни села Македонија е ноќија, кај тебе дење, како е тоа можно? Па да, Јофе, и јас тоа забележав и од преска се чудам, ама претпоставам дека има некаква врска со лавовите. Еве сега откако ни ги поставија, ни го осветлуваат патот и веројатно побрзо ќе влеземе и ќе стасаме и до Европската унија и до НАТО. Инаку да, јас сум тука веќе некое време и за тоа време истражував колку пари се потрошени, па ајде да го видиме снимениот материјал. Лавовите ви се допаѓаат ли? Лавовите супер се лавовите. Многу се убави. Само уште лавица пали. Немој, синче. English. Yes. О, окей. Супер се. Па убаво е, сега мислам дека абе што да коментирам сега, нека коментира цел македонски народ. Да, пази. Добре се? Да, виж. Не се разбирам, не знам. Па добри се, виша. Малку се големи, а инако добри се. Мене лично, дали ми се допаѓаат е ирелевантно. А дали им се допаѓаат на мнозинството на народот? Инаку за овие два се потрошени 1.150.000 евра. Е сега портпарол на општина Центар и авторот не знае да ни кажат колку од тие пари се за авторот. Вие да не знаете случајно? За авторот? Па ја мислам дека се уште толку за авторот. Немој, синче. Не. Не се. А, врска не колку авторот. Колку се мало, тоа тие знаат. Не знам ништо. Не знам. Не. Појма немам од тоа. Не, се знае дека тие вредат. Парите се потрошени сигурно од народот и сите споменици до сега што се направени и се што е направено од народот. А мислите дека се многу пари? Па ја не знам ни колку пари се тоа. 1.350.000 евра, ја не знам колку пари се. И 150, ја не знам колку пари се тоа. Не можам да израчунам. Немој, синче. Па сигурно пари се. Баба. Многу, протезно многу. Не се многу, што многу. Нека има, не остане, успомено станува тоа. Абе не бе, некакви галови ми пукна, гумата ми пукна, нека ги тргнат онма. Откако ги виде и онма ти пукна гума. Абе ја викам кој ги поставија едно гледање гумата ми пукна, сега нема вулканизер. Не се добро и за сите граѓани викам дека не е добро. Што ќе ги све нема да иде на добро. Све на лошо. Малер. Не малер, ој баксус. Ете, мило лавче, што да правиме? Никој не знаеше да ни каже колку пари се потрошени, односно колку пари се прелејани на сметката на авторот. Јас мислам дека најдобро ќе биде да и се јавиме на жена му, па веројатно таа ќе знае, а? Јофе, ти што викаш? Па да, Јофе, ќе се обидеме да исконтактираме жена му, а ти во меѓувреме дај види залепи ми ја гумата на дечкото. Ние одиме понатамо.